Значи не е секогаш проблемот во законите, тие имаат и сега инструменти да постапуваат, проблемот е во корупцијата. Или како што прашува оваа американска губернаторка, каде се парите? Парите, ајде да бидеме на чисто, почитувана амбасадорке, парите за правосудството, за реформите во правосудството, се кај терористите на УЧК, кои што во 2001 ги вадевте со автобуси од Рачиново. Сега да бидеме политички некоректни, таму се парите. Сите проблеми во правосудството произлегуваат од кадрите на ДУИ. Земете го управен суд. Преку управен суд е сега рудниците на смртта сакаат повторно да ги активираат, блефираат со тоа. Значи, Врховен суд доминира албанското малцинство. Значи, квоти ставаме ние во правосудството. Тоа е сулуда идеја. Од тука парите каде се, таму се парите. Инаку решливи се проблемите во правосудството. Јас како човек кој доаѓа од фелата, како професор по право, можам да кажам дека нема тука измислување топла вода. Која е најслаба карика пасија во тој дел? Зошто толку во континуитет имаме лоши оценки за судството и лошо? Обвинителство не е исто. Обвинителство е дел од извршна власт, колку и тоа да звучи вака чудно. Судството е посебна власт. Сега, мислам дека најголемиот проблем кај нас е во уставот, а тоа е измишлотината на Фрчковски за трајниот мандат на судиите. Ние треба да го вратиме југословенскиот концепт на ограничен мандат на суди, нешто слично како уставните суди. 9 години мандат и толку, без право на реизбор, со можност само напред во апелациони или врховни судови и толку. Исто така, друго е тоа што немаме специализирани судови. Сега пробуваме со управен суд, во Југославија сме имале трговски или стопански судови, прекршочни судови, сега се сведени на ниво на оделенија и немате специализација. Не можете во правото вие се да знаете. И сега судика која судела 30 години кривично, од утре ја ставате и имате можност да ја ставите, ако сте председател таму на суд, да ја ставите во граѓанско да суди. Нема врска. Тоа е као на хирург да му речете ај сега оториноларинголог да бидете, ме сваќате. Значи, немаме специализирани судови. Потоа непотизмот, значи имате мајка судика, синот е адвокат, таткото е обвинител, керката е нотар, ме сакате. Нема, у светот не постои таква концепција. Значи антинепотизам, барем на ниво на апелациони подрачја, не смее да припари роднина во суд кај што суди мајка, татко и слично. Кај нас имате династии. Исто така треба се провери имотот на судиите. Вие имате во Поврдарија, јас знам случаи председатели на судови имаат хациенди од милиони долари.